Автопатот Кичево Охрид нема да биде готов ниту годинава. Проектот кој влезе во својата втора деценија добива нов рок и нова повисока цена. Собранието го минуваше 8-миот поред анекс на договорот меѓу јавното претпријатие за државни патишта и кинеската компанија Синохидро, со што делницата ќе поскапи за 186 милиони евра и добива нов рок за финиш до 31 мај 2027 година. Причината за новото поскапување се веќе познатите проблеми: нови свлечишта, потреба од 14 галерии и заштитни мрежи. Иако надзорот вели дека новиот рок е технички оправдан, условите се јасни. Изведувачот мора да биде организиран, а државата да плаќа на време. Со подпишување на овој анекс број 8, инвеститорот и изведувачот се согласни дека изведувачот има право на продолжување на рокот за завршување за дополнителни 151 ден. Рокот за завршување на работите се менува од 4627 во 4778 дена во делот А, договорни податоци. Според тоа, ревидираниот краен рок е 31.5.2027 година. Според податоците на јавното претпријатие за државни патишта, досега реализирани се речиси 560 милиони евра за оваа делница, или до крајот на минатата година 93,3% од предвиденото. Во моментов, велат оттаму, изградбата е во напредна фаза. Се работи на санација на ново појавените свлечишта, како и подготовка на заштитни мерки на косините, и тоа со пошумување, поставување на геокомпозитна мрежа, прскање со бетон. Потоа, на одредени косини се изведува решение со така наречени галерии. По 11 години изградба на 13 јули лани беа пуштени првите 20 километри од делницата на потегот од Врбјани до Ботун, а на 7 септември уште една делница Климештани Охрид во должина од 17 километри. Според последните податоци, досега завршени се околу 40 километри од вкупно 57. Од градежен инфраструктурен проект, автопатот Кичево Охрид прераснува во историски феномен, бидејќи се гради подолго отколку што им било потребно на старите цивилизации со голи раце да ги изградат 7 светски чуда. Овој инфраструктурен лавиринт, освен што троши многу време, троши и државни пари. Првично беше најавен со буџет од околу 375 милиони евра, финансиран со кредит од кинеската Ексим банка, но 12 години подоцна со најновиот анекс 8 поред достигнува цена од речиси 600 милиони евра, или државата ја чини 220 милиони евра повеќе од првично договореното. Низ годините проектот беше проследен со бројни контроверзии. Неголемиот апсурд беше несовпаѓањето на проектната документација со реалната состојба на терен. За автопатот беше отворен и случајот Траекторија, поради обвинение дека се барале провизии и дека свесно била избрана поскапа понуда, иако имало поевтини алтернативи. Но на крај истиот потона во правните лавиринти и застаре по измените на кривичниот законник, а граѓаните се уште не дочекаа да возат по целосно нов автопат.